Здраво и добро дојдовте на мојот YouTube канал Дома со Леа. Ако сте прв пат на овој канал, моето име е Леа и јас сум мајка на малечко бебенце. Притиснете лайк ако ви се допадне ова видео, притиснете subscribe овде долу и препорачајте го видеото на сите пријателки на кои што ќе им биде од корист или ќе им се допадне. Најтешката работа поврзана со новиот член на семејството, онаа која е најстрашна обврска и за која што најдолго ќе имате дилеми дали ја правите добро или не, секако е бањањето на бебето. Постојат неколку начини, така наречени стилови на бањање на бебето, и сите изгледаат лесно како песна кога гледате како ги спроведува искусно лице. Секој од овие начини е поединачно тежок и траурен кога ќе се најдете сами прв пат дома во оваа ситуација. Овие 4 начини се: прво, бањање на бебето завртено со лиценцето надоле, а со грбот кон нас. Второ, бањање на бебето, така што прво ја миеме само главата, а потоа го миеме само телото. Трето, бањање на бебето легнато на грб, внатре во коритото, со главата и горниот дел од телото подигнати над водата. И четврто, бањање на бебето на мрежа која се поставува врз коритото. Заедно со ова мече ќе се обидам да ги илустрирам овие начини. Првиот начин, бебето го вртиме надолу со лицето и едната рака ја поставуваме цврсто на градите на бебето. Со нашата дланка го држиме едното рамо на бебето, а другото рамо го префрламе над нашата рака. На овој начин имаме целосна контрола над балансот и внимаваме главата на бебето да виси надоле, со тоа што е безбедна дури ако самото не го држи вратот. За вториот начин ни е потребна една топла крпа или бањарка во која ќе го замутаме бебето додека му ја миеме главата и додека му ја исушиме косичката. Потоа го одмотуваме бебето од крпата и истата можеме да ја искористиме за подлога доколку имаме рамно корито како ова на снимката, за да го измиеме остатокот од телото на бебето. Спомнувам подлога за корито, постојат и се продаваат корита кои што имаат вградена платформа, но истите нема потешко се користат кога бебето ќе наполни 6 месеци или кога ќе почне да седи. За да го користам подолго, купив рамно корито, како малечок хак за правење подлога за да не мокрам крпи со секое бањање, го купив ова перниче за врат на надувување, кое што совршено прилага на формата на бебето и ја држи неговата глава сува и подигната кога го бањам бебето легнато. Впрочем, периодов го користиме токму овој стил на бањање. И последниот начин на бањање е оној кој што го користавме додека бебето ни наполни 3 месеци и додека не бевме сосема сигурни дека ќе може без да се преврти или да се слизне во коритото, да ја држи главата исправена на подпората, на перничето што ви го покажав пред малку. Мислам дека овие мрежи ги има секаде каде што се продаваат коритата. Јас мојата ја купив од дуќанот Базаро за само 60 денари. Оваа мрежа ме спаси додека на кирка ми вратчето си уште не беше зацврснато, ја користевме некаде до 3-тиот месец. Со поставување на бебето на мрежата можете да го полеете со колку вода сакате, практично тоа му доаѓа како туширање, односно плакнење на бебето. Како и да го бањате вашето бебе, немојте да го заборавите најважното, а тоа е безбедноста и задоволството ваше и на бебето од целата активност. Експериментирајте со бањањето, бидејќи тоа треба да е една од најомилените активности на бебето. Доколку тоа не годува или е индиферентно или не е баш највоодушевено од тоа што му го правите, секогаш можете да воведете нови елементи или да испробате некои од другите стилови на бањање и да видите дали тоа повеќе ќе му одговара на вашето бебенце. Што и да правите, внимавајте. Најважно е бебето да не се прелади од ладна вода или да не се попари со жешка вода, и под жешка вода подразбираме се што е над препорачаната температура од 37-38 степени. Еден од најдобрите совети кои што ги добив поврзани со бањањето е да го бањам бебето и наутро и навечер, и ова го практикував додека Зара ни наполни 3 месеци. Тоа беше во летниот период и беше дури и пожелно за бебенцето да се разлади и да си го почне денот весело и чисто. А вечерното бањање, веќе после првата недела, го претворивме во фина вечерна рутина која и ден денес на Зара и помага да заспие.
Уште еден добар совет во поладниот дел од годината е алиштинцата кои бебето треба да ги облече после бањањето, како и бањарката со која што ќе го замуткате, да ја ставите на топла површина на грејно тело да се загрее малку, но внимавајте на сите нитни копченца и метални тврди делови од обликата, бидејќи ако се прегреат, во моментот кога ќе го допрат бебенцето може да го изгорат и доколку вашето бебе плаче без причина кога го облекувате, може би токму ова е причината за неговата вознемиреност. И после добро бањање следува добра масажа и мачкање на целото бебенце од глава до пети со млеко или масло за тело. Јас лично преферирам масло, но пред да ги користам производите за бебиња кои што ги има кај нас, не се двоумев да користам органско масло, односно маслиново масло и кокосово масло за кожата на бебенцата да биде мека и негувана. Тоа е се за денес. Се надевам овие информации ви се од корист. Поддршка за сите мајки, татковци, баби и дедовци кои што се мачат секоја вечер околу бањањето на бебето. Не грижите се, вие вршите одлична работа и верувајте дека набрзо ќе дојде денот кога и вашата бебе ќе се опушти и подеднакво ќе ужива во заедничката активност. Притиснете subscribe и ќе се гледаме секој понеделник во 12 часот. Поздрав!